Господи Исусе Христе. Ја озвучуваме оваа книга која зборува за некои наши македонски битки со негатори на македонската цивилизација и народ, како да кажеме гимназиум, како ја размножувавме умноста. Скопје 2003 година, тогаш се викаше едиција Лицеум, денеска е едиција Свети Дух. Значи текстовите се објавени во Лик, неделникот, во весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието комплетна, значи тоа се, како да кажеме, текстови кои се слеани, практично кога ме учеше Духот Свети да пишувам, да ме води, што значи вистинско заедништво со Господ Исус Христос, она што Аристотел го нарекува учеството во Дионисовите слави, уште во античка Македонија пред да се појави Господ Исус Христос, не е за да ги научиш обредите, туку да се соединиш со Духот со Бог. Историскиот албинизам, 52 страна. Да не се родеше Аријан, тој е еден историчар, нели, од римско време, можевме да помислиме дека зборот го измислиле римјаните. Вака правото на зборот му припаѓа на македонецот. Во своите писанија Поход на Александар, Аријан на страната на Дарий третиот персијанецот, меѓу разните народи кои ја обскрбувале персиската војска, ги вброили албанците. Така безпредметно станува дали се работело за битката кај Гавгамела или битката кај Арабела, сеедно, на страната на персијанците се бореле албанците. Додека во исто време на страната на македонците се биеле илирите. Понатаму патеката на зборот не води до римската карта од првиот век од нашата ера, каде Албанија се наоѓа отаде Карпатите. Во исто време каде што си била и се наоѓа Македонија, на Македонскиот полуостров, имињата на народите и границите ги одредува Таткото Небесен Исус Христос. Попатно. Следејќи го именувањето во белосветските речници, ќе пронајдете дека Албанија е античко име за Грузија, или дека е латински збор албус, кој значи бел, бело, бела, бела, или значи долга бела туника која ја облекуваат католиците при службата при мисата. Дури едно од старите имиња на Белград е Алба Граека. Калемегдан го има изградено цар Самуел, попатно, според речникот на брат Љуб Кљаич. Таму ќе најдете дека Албанија е ниска гора југоисточно од Рим, позната како Албански брдца, нели во контекст на ниските грмушки и белилото, или пак зборот ако му дадете келтско потекло, значи горска земја, тоа истото на што вика Македонија, значи висока земја. Кај Хомер така го детерминират, но не е така. И така натаму може да не зафати постмакедонски албинизам. Се разбира да не се родеше Аријан и да не ни ги оставеше македонските траги, ке го присвоја зборот римјаните. Албанија западно од Каспиското езеро и нејзините луѓе кои се борат на страната на персијанците, во исто време на страната на Александар Македонски се бореле илирите. Потоа, 2000 години и нешто потоа, се појавуваат албанци на Македонскиот полуостров со теоријата за автохтониот илиризам. Контра нашето доаѓање од зад Карпатите, од местото од кое се дојдени токму тие со османлиите. Седиме вака ние со Алберт Ајнштајн, не знам дали сте го познавате, ја мериме теоријата на релативитетот и се опитуваме, нели во случајот со историскиот албинизам на автохтоните албанци, скиптари, шиптари, дали тој случај е и случај кој го потврдува правилото. Се е релативно, особено на македонскиот, да речеме, вистински балкански полуостров. Балканизам раздели па македонствувај. Или дали е можно, луѓе, албанците да се бореле на страната на персијанците под своето вистинско име, а во исто време да се бореле самите против себе на страната на македонците под името Илири. Видете, имаме ни една техника духовна која е демонска, шаманизам,
Ученикот Аристеј на Аполон се појавувал на повеќе места во исто време. Прашање на кои Алберт Ајнштајн ќе мора да им се покори. Нема апсолутно движење, секое движење е релативно, тогаш испаѓа дека секоја вистина е релативна и се е лага, нели? Така придвижувањето на грузиска Албанија од времето на Македонската империја од зад Карпатите до кај нас доаѓа на својот историски албинизам. Но тука имам еден друг проблем, тоа е Исус Христос. Јас сум патот, вистината е Исус и животот. Сатаната е татко на лагата. Доаѓа до нивната божемна автохтоност, која во контекст на Аријан се претвора во уште еден балкански обид да се грабне дел од македонската света приказна. Да не се родеше Аријан, зборот ќе го украдеа римјаните. Вака правото на зборот му припаѓа на македонецот. Нокеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија. Ете, тоа е целата суштина, да тргнеш за Македонија. Тоа го запишал таткото небесен преку живото слово Исусово. Сподели Македонија и озвучуваме оваа книга, 54-та страна. Коста Солев Рацин, грмчарчето, велеше дека зборот може да те крене до звездите, но и да те убие. И го снајде македонската гибел во лопушничките коријете таму, зад мене. Беше тоа партизанскиот дел од македонскиот народ. Деновиве повторно на дневен ред доаѓа ревизијата како категорија на здравје тихо. Ревизијата како категорија на македонското сега. Ревизијата на историјата, јазикот, зборот ревизија, ревизион, ревизиоле, ревизиорет. Ке го најдете во речниците како латински збор со значење на повторно прегледување и проверка. Основата е видео, види, висус, виден, гледам, забележувам, видувам или имам привид. Интересно е што тој збор со основата вид или види го задржал историското значење во современиот македонски јазик. Со основата вид има 44 зборови основна низа без додавките. Тоа е оној стар речник со српски толкувања. Денеска гледам дека и слушам дека се издаваат речници, се радувам на тоа. Можеби е тоа само уште една македонска трага. Ете, например, зборовите со додавките како провидение, или предвид, или јасновид, или далековид не се броени во таа 44-та низа. Значи, станува збор за ревизија, нешто што повторно треба да се види, да се предвиди. Како, например, историјата или пак македонскиот јазик. Во тој увид треба да се има видело и да се земе предвид дека таа ревизија мора да почне од древно македонската тема, а јас денеска би рекол од кокинската железна кота на македонскиот народ, која од политички причини беше забранета за македонскиот народ, така да и енциклопедијата ја повлекува од Ману. Зошто ја повлековте, бе, Мановци? Се исплашивте ли, бе, луѓе? Вие треба да ја водите нацијата, не да ја продавате, да се плашите. Се разбира, опфаќајќи ги македонските партизанштини, илинденските буни, самоиловите безвиденија, преку словениите, склавениите, пословените, благословените солунски македонски браќа, Свети Кирил и Методија, Македонско-тракиското царство, наречено Византија, римскиот период на македонскиот народ, опфаќајќи ги сите сознанија од науката преку писмото, митологијата, архитектурата, религијата, театарот, кои на белото македонско видело ни ги носат новите препрочитувања, ревизии и споделувања на мајката историја од оваа страна на македонскиот народ. Таму зад мене се наоѓа оној, ако се сеќавате, еленски скок мостот во Тресонче, и седам јас таму и еден овчар иде со овците од мостот. Кој ќе дојдете на другата страна на мостот, не го гледате другиот, бидејќи има лак со кучиња овчар, и му викам: кој го изградил мостот во Тресонче овде? Римјаните. Аха, римјаните, викам. А дали овде има градите? О, рече, имаме ние изрека. Дебар работи, Стамбул го гради.
Ние сме градители, па викам, зар Цезар ви го изгради мостот? И остана вака, ми рече, имаш право. Зар Цезар дојде овде да ви го изгради мостот? Така ревизијата на историјата би требало да тргне од древното македонско мито, во тој контекст ќе дое на вистинско место, ревизијата и споделувањето на историјата ќе си дојдат на своето вистинско место во однос на нашите браќа соседите ни, кои си ја споделуваат македонската историја само за себе, обидувајќи се да го потоморат македонското величие. Оти без нас македонците, тие се само кршлива фуснота. Грците се фатиле за Александар, бугарите за Самуил и солунските браќа, србите за цар Душан Силното, албанците за Ѓорги Кастриот, мајка Тереза и Петар Богдан и Македонецот. Тегнат за илиризмот, кој да заграби поголем дел од македонската земја, од македонскиот континуитет, траен идентитет. Грабаат цврсто и тегнат се обидуваат да го парталосаат македонското сведоштво, споделувајќи го како свое собствено. Така да оправдаат дека ги убивале македонците последниве 100 години и повеќе. Наместо да се покаат, да повикаат, како што му предложив на Раде, гурецот од онаа страна на Пирин планина, а тие ми удрија забрана да се движам. Видете примитивецот што може да направи. Така ревизијата на историјата би требало да тргне од древно македонското митолошко царство до денеска како духовен континуитет. Инаку лесно може споделувањето на историјата да биде увод во нова делбеност која може да не подели, раздели, наддели за навек. Зборот може да те крене до звездите, но и да те убие, запишал Коста Солев Рацин. Може би затоа го застрела во името на партизанскиот народ. Ете тоа сакав да го споделиме денеска, македонци мои. Ревизио, таго, провидение македонско. Коста Солев го застрела еден македонски ден во името на народот. Сподели Македонијо. Одиме на 56-та страна и озвучуваме оваа книга Мигнувањето на Мигне. На Васил II му мигна од како беше повикан од Бога, дури кога духот му го оставаше земното тело. Човекот е од земја и во земја ќе си се врати, така запишал Таткото Небесен, така запишале претходниците. Ај да бегаме, Моривасе, ај да бегаме, града Солуна, му пееше старата му мајка. А тој го истепа својот роднине Самоила на Беласица, го завикаа вулгароубиец, убиец на збирштината, варвароубиец, булгароубиец, а тој си беше македонец, Васил II македонецот. Ако ве боли историјата, протарашкајте по белосветските историски книги и ќе ги пронајдете македонските траги, македонци мои. Едните биле бугари, другите ромејци, мирот во 927-та, Византија на Болгарија ги признала освоените македонски територии, акта Велиус од доктор Бранко Панов. Сега, зборот булгар во бугарскиот етимолошки речник го ведат како турски, кој означува збирштината по главси необразуван народ. Иако во македонскиот кој на јазикот на Александаровата империја погрешно наречен старогрчки, кој има истото значење, вулгар, оној кој не е со нас, кој не му припаѓа на нашата Галабија, на нашето царство, примитивниот, необразуваниот, слично како што атинците во Стара Македонија, Филипе и Александра македонците ги именуваа како варвари. Споредете варвари, вулгари, барбари, булгари, багар на англиски просјак. На Василе II македонецот, кој несомнено со гордост го истакнуваше своето македонско потекло, му мигна отпосле. Го кутна својот брат по род Самоило, го завика убиец на збирштината. Мораше да го брани Второто македонско царство, таа град државата наречена Византија. Ај да бегаме, Моривасе, града Солуна, му пееше старата му мајка. Потоа му мигне и го откри каменчето. На него пишуваше на вториот кој јазик после Александровиот на латински баш вака. Стримонската тема околу Струмица, наместо македонците, ја пасат скитите
Или во оригинал et skitae ipsum loco Macedonium depascuntur. Иако ја датираме некаде околу 688 или 689 од оваа постмакедонска ера, можеме да повлечеме историски континуитет на македонците од Олимп со богот Македон до каменот на Мигне во 7 век од оваа ера. А зошто не го направивме тоа? А зошто ја повлековме енциклопедијата од Ману? Ало Ману, телефонскиот број не постои. Значи, стримонската тема ја паселе македонците пред да и се нафрлат скитите. Па нели и Самуел ја пасеше таа тема и дури и битката беше во непосредна и близина, онаа на Беласица. Значи, Васил II македонецот се бори против Самуел, кој како македонец ја пасел стримонската тема пред да се појават скитите. Златарски предпоставува дека скитите се македонски куверови бугари, дрнјариња на висока планина. Порфирогенет под скитите подразбира Хрвати и Срби, па тука си некаде. А пак Стјепан Антолјак зборува за војните на склавиниите, така е, 4 склавинии поделени, македонците без право да општат меѓу себе, во која доминирале македонците, склавиниите, во кои доминирале македонците, акта велју со доктор Бранко Панов. На вистина, македонци мои, на вистина историска вулгарштина, варварштина, словенштина, българштина, или со други думи кажано балканска рецкарска историска школа, си чкртаат како им прилега ним, си пишуваат историја, пиши, бриши, мој Мигне, само тебе ти мигна со каменчето, а каде ти се тие словенковци, тие ли се скитите? Васил II беше од македонската царска византиска лоза, Самуил од склавиниите во кои доминираа македонците, а скитите доскителе од зад Карпатите, да им дадат можност на балканските историски рецкари фалсификатори да ја стругаат македонската историска следственост. Варвари, вулгари, булгари, словени, оногурци, чукундурци, мандрагурци, пуфапафлагурци, рецкари на историски лаги. Мој Раде, јас ти предложив да се покаеш, да ги отвориш границите, да живееме како пријатели, ти ми удираш забрана да влегувам во Пиринска Македонија. Тоа е безбожништво и гревот, крвта ваша на главите ваши, како што им рече апостол Павле на евреите. Рецкари на историски лаги и скити кои си пасат во стримонската тема. Ај да бегаме, морива се, ај да бегаме, града Солуна, му пееше древен пеан, старата му мајка. Ај да бегаме, града Солуна. Му мигна дури кога го повика Господ Бог Седржителот. Кога ќе дојде духот радоста, доаѓа радоста на Светиот Дух. Потоа го откри каменот на Мигне. Темата ја паселе скитите, наместо македонците, замисли. Скитите. А што ако се работело за стадо волови? Слава ти Господи Исусе Христе. И сега доаѓаме до тоа, тој стил на пишување што е тука. Тоа ме учеше Таткото Небесен за да дојдам денеска да водам молитвена група, да водам духовна војна, да се скратат дните на страдание во македонците, да се тргне македонското проклетство. 59-та страна, враќање на Светиот Дух. Ке влезеш во сторенијата, му рече Дионис. Хрисип Стоикот велеше со света посветено, се е таткото, се е синот. Замислете, Хрисип Стоикот постоел во времето на Александар. Мислам дека ти недостасува Светиот Дух, му шепна Дионис. Светиот Дух погледна во себе. Неколку стотини години понатаму во историјата се овоплоти, се роди, слезе Господ Исус Христос да ги земе гревовите на светот. Од многубоштво минавме во Отецот, Синот и Светиот Дух. Минавме или се уште сме во пустината, како израелците. Аполоновиот свестонаслужител Христ или Хрис остана без керка си. Моја грабна Агамемнон беше во текот Тројанската војна. Хомери, Вомерите, Дактилите. Се именуваше Хрисеида, керката. Аполон за возврат им даде втури чума на ахајците. Потоа мораа да му ја вратат, да му го донесат домат чедото на свештеникот Хрис. Хрис запеа древен пеан во знак на благодарност. Ој ти, Боже, мили Боже, слези долу во полето, па ми врати ти чупето. Му се лееше гласот низ мајката земја.
Мајката Донија, нашата Македонија, е Матија, е мајка, потоа стана Далматија, затоа далматинците ги љубат македонците. Мајка Донија, ех мори доне донке, не стои доне донке, не гледај ме, од гледање донке фајден, рампампа. Ке слезеш ли ти донке во полето Исусово? Со 12 царски генерали, Александрувата фаланга, апостолите на Господ Исус Христос. Интересно е, Аполон им втури чума на ахајците. Во Откровение по Јован Богослов, мислам дека беше петтиот ангел кој им втура чума на сите оние кои го немаат знакот на Исус на челото. На еврејски се вика Авадон, а на кој на јазикот се вика Аполон. Тоа е пророчка уметност. Хомер. Дионис го потвати денот, но тоа се други теми, армакедонци мои. Го стави во думата, го понесе, го носеше, денес, ден не носи, ден не носи, дени, раздени, наддени, дојди, јасно ле сонце, бел дену донеси ден, дену Диону, дојди бел дену во Дион, пеани македонците во Дион, Архелај, македонскиот цар, ги востанови Дионосиите, театарски чествувања, театар, света литургија, мегарон, култ, Еврипид ги пишуваше баханалиите, гледаше, го бараше чувството вгради, скрбеше, го несеше јасното сонце во словата, култно место Дион, светиот град на македонците во подножјето на Олимп. Ора, тапани, зурли, навли, кавали, драмувања, беа тоа првите слави на македонската царска династија, која потеа го ослободуваше, го описменуваше, го облагодаруваше светот. Александар одеше до крајот на светот. И потоа Исус Христос дојде вистински кај македонците и донесе слова, живи слова. Митскиот македонски цар Орфе им ги дал словата на македонците и тракиците. Потоа доаѓа апостол Павле во Македонија, ги носи словата. Да помине Евангелието на Исус Христос, дојди во Македонија и помогни ни, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Твоето име ќе биде славено во историјата, му кажа Дионис. Хрисип стоеше, постоеше, обстојуваше, существуваше. Видете, тоа било предзнак, најава, го држеше сведението на зборот. Аристотел вика Бог е самиот живот. Истото е тоа, Исус, јас сум патот, вистината и животот. Сведен збор, заробен во моето презиме, стоици, стоик, стојановци. Не прати луѓе да канат сватови, стоеше како што му доликуван еден стоик, беше светосан со светоста. Ние го имаме тој момент. Знаете, подготвува еден народ, ќе изберам сад што ќе го прослави моето име, и потоа го сонува македонецот. На Аполоновиот свештеник Хрис му го донесоа чедото, прелесната Хрисеида. 1000 и нешто години понатака во историјата се појави синот единороден Исус Христос, царот на македонците, Господ Исус Христос, цар на македонците, реален. Тој ги дава имињата, тој ги одредува границите, тој дојде во Македонија да ни помогне. Хрисип Стоикот велеше, се тоа што не обременува е таткото и синот, тоа е вистина. Таткото на синот му ги остава непокајаните гревови, затоа децата отплаќаат, затоа страдате, македонци мои, заради гревот на Антиох Епифан, кој не е покајан, кој што на евреите им го ограбил храмот, им ги забранил книгите, им забранувал да се нарекуваат евреи, силувал, сипувал жешко масло. Истото се случува 2000 години во Македонија. Немате ли пастир да ви го објасни тој да се покаи, а вие си славите стари слави, се уште сте во пустината? Ќе ви го дадам тоа што го зборувавте. Неколку стотини Божи лета понатаму низ историјата се јави Исус од Назарет, Спасителот. Само Дионис пловеше низ мајката историја со својата лодка, со македонскиот кораб, чун, но не од хартија, туку од древната македонска литургија, повтешкон Божјата верба. Македонио, мајко мила, на распетијето меѓу сведен и сведување, меѓу ветената земја и пустината, нешто што е свето и нешто кое се обидува да те стори помал од она што си бил и што ќе бидуваш. Се разбира, за да бидеш треба да си, да те има, да имаш право повторно да словословосуваш. Погледнете во угорот, македонци мои, видете го Дионисовиот кораб, драмува сладкогласно со песните, пеаните, бродејки низ секакви бури. Ех, стоику мој, ех, сило моја, Исусова.
Спознај се самиот себе си да бидеш силен, рече Аполон, и тоа го избраздија на каменот во Делфи. Се разбира, кои сме ние паднати на земјава, треба да повикаме кон Таткото Небесен, деца на Семокниот Отец. Старото име за Господ на македонски е Драј Патер, добриот татко, татко и деца на земјата, кои треба да се вратат во Царството Божјо. Спознајте се, македонци мои, бидете со силата. Со силен учителот на македонскиот бродар Дионис, синот на Семела и Отецот. Светиот Дух значи да не се суложуваш пред своето суштествување. Време е да си го усогласиме македонскиот свет дух, сведен збор, заробен во презимево од Аполоновиот Христ преку Хрисипа Стоикот до денеска во името на Господ Исус Христос. Значи Стоикот велеше тоа што не обременува е таткото и синот. Дојден си на земјата да повикаш кон Господ Исус Христос, да се покаеш за гревовите, да го ослободиш своето поколение понатаму од проклетство, да се соединиш во духот, во силата, да те води духот, како што овие книга е пишувана во духот, гледате дека има сила во неа, тој стил, духот да те води и ти да бидеш вистинска битка, да ја водиш за спасение на души меѓу ѓаволот и сатаната. Ѓаволот, сатаната и Исус Христос. Значи, заробува цели народи да тврдат дека нема македонци, охи македонци, кукуноне македонци, няма македонци. Ги носите и некој ќе треба да плати за тој грев. Крвта ваша на главите ваши, апостол Павле до израелците. А јас би рекол, Господ Исус Христос да ви намножи според мерката на срцето. Амин, до Царството Божјо. Амин.